Ова се настаните од денес. Српски и македонски писатели и поети во Охрид градат културни мостови меѓу двата народи. Расте бројот на крводарители, но се намалува интересот кај младите. Апел до граѓаните за почитување на законските обврски за чистење на оџаците. Циклонот Барбара предизвика поплави во делови од Романија. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме умерено облачно и свежо време со максимална дневна температура до 13 степени и услови за слаби локални врнежи од дожд. Во вечерните часови во текот на ноќта постепено намалување на облачноста и ќе превладува ветровито и студено време. Во најголем дел од Европа утре ќе преовладува стабилно и суво време со дневни температури кои што се над повеќе годишниот просек за овој период од годината. Локално над североисточна и источна Европа нестабилно со врнежи од дожд. Врнежи од дожд се очекуваат и над Пиренејскиот полуостров. На Балканскиот полуостров од утре ќе следува стабилизација на времето со сончеви периоди и дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Локално во северните и североисточните предели ќе има зголемена облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 15 до 22 степени. Во Македонија во четврток не очекува студено утро со температури кои што ќе се движат во интервал од 1 до 10 степени. Во текот на денот ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност, ветровито и потопло со дневни температури кои што ќе бидат во благ пораст. Ќе дува засилен северен и северозападен ветер кој што ќе достигнува брзина и до 40 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 13 до 21 степен. Во Охрид во четврток по студеното утро во текот на денот ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност, ветровито и потопло. Утринската температура од 6 степени додека пак дневната ќе достигне до 13 степени. Во Охрид во петок ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и потопло со дневна температура до 19 степени. Во сабота умерено облачно и ветровито со сончеви периоди. Минималната температура од 6 степени додека пак максималната ќе достигне до 16 степен. Во недела претежно сончево време со појава на локална облачност, минимална температура од 3 степени додека пак максималната ќе достигне до 17 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Жито Маркети. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи.
Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Средба помеѓу македонски и српски писатели и поети во Охрид, престолнината на словенската писменост. Организатор на настанот е Сдруженијето за српско-македонско пријателство Коштана од Охрид. Денеска писателите од Србија беа на прием во српскиот почесен конзулат, а во наредните 2 дена ќе ги посетат и Свети Наум, Струга и Вевчани. Српски и македонски писатели и поети во Охрид преку пријателство и пишаниот збор градат културни мостови меѓу двата народи. Писателите Радомир Андрич, поранешен председател на Друштвото на писатели на Србија, Раденко Поповиќ и Радоња Дублевиќ, се сретнаа со нивниот домаќин познатиот македонски поет Славе Ѓорго Димовски и со уште неколку поети од Охрид. Суштината на литературата е да не познава граници. Ако се пишува на хуман јазик, вистински човечки јазик, тоа ќе биде добредојдено во секоја средина кај секој народ, кажа познатиот српски поет Андрич на средбата со своите македонски пријатели. Ја за ових 60 година бавлења книжевношќи сигурно Во моите 60 години литературна дејност, повеќе од 40 пати бев на струшките вечери на поезијата. Како млад се дружев со Блаже Конески, Гане Тодоровски, Анте Поповски, Радован Павловски. 7 мои книги се преведени на македонски јазик. Јас се чувствувам и како македонски писател, исто како што и 200 книги од македонските писатели се преведени на српски јазик. Истиот момент кога книга ќе излезе во Македонија се преведува во Белград. Она што е можеби најважно, во Србија посебно значајно место зазема македонското национално малцинство. И се разбира дека има и писатели македонци кои живеат во Србија. Тие се голема врска помеѓу двете земји. Мило ми е што нашите народи соработуваат и што имаат меѓусебна почит. Андрич кажа дека секогаш се чувствува добре дојден во Охрид и дека секогаш со радост му се враќа. Сподели една анегдота од својата биографија која се однесува на една од неговите први напишани песни, посветена токму на Охрид. 63 година у Белградском. Во 1963 година во белградската ревија Нин излезе моја песна, една од првите кои сум ги напишал, насловена На Охрид за моето враќање. Јас таа песна ја загубив напишана на српски јазик во тоа време кога беше објавена, а излегла и на македонски јазик. Па мојот пријател Виктор Шекеровски ја преведе таа песна за мене од македонски повторно на српски. Така повторно си ја најдов песната. Понекогаш и песните патуваат по некој заобиколен пат и се враќаат на изворното. Македонскиот поет Славе Ѓорго Димовски за својот пријател Андрич во една прилика при објавување негови препеви ќе каже дека е жив класик во современата српска поезија. Денешната средба на двајцата пријатели и соработници во словенската престолнина, како што рече Димовски, е другарска затоа што поетски се знаат уште од предраѓање. Македонско-српските односи на литературно поле се на високо ниво, посочи Ѓорго Димовски. До сега сум превел на 10 книги од српски автори на македонски јазик, сега една ми издагува од Воислав Карановиќ, мислам моја генерација, кој што се преведуваме, а и обратно, македонско
српските односи на литературно поле се на високо ниво. Мислам дека Србија е земја која што ја почитува македонската литература, македонската култура и не знам ни да набројам колку книги се македонски преведени на српски јазик. Само мои книги се преведени 6 досега на српски јазик, кои што нашли високо место во српската култура и во српската критика која што се објавуваат и во Србија пред се, но и на промоции кај што сум бил. Односот е одличен, кај што не знам дали со друга соседна земја би можело да се зборува на такво високо ниво кога станува збор за литературата. Немаме никаков проблем околу она што е денеска актуелно политичко прашање јазикот со некои соседни земји. Организатори на средбата на српски и македонски писатели и поети во Охрид се Сдруженијето за српско-македонско пријателство Коштана и почесниот конзулат на Република Србија во Охрид. Присутните ги поздрави почесниот конзул Михајло Филев, кој порача дека вакви културни настани ќе продолжат во иднина. Ќе биде еден спој на книжевноста, литературата на Македонија и Србија со презентација на многу интересни дела кои се поврзани секако со настани и случки на историски и секакви настани помеѓу Македонија и Србија кои се одвивале во минатите векови. Тоа е еден доказ дека нашата култура и традиција се одржува и во Македонија и во Србија и тоа е додатен елемент, еден мост кој ги зацврстува уште повеќе народите. Писателите од Србија престојот во Охрид го започнаа со посета на националната установа библиотека Григор Прличев, а во наредните 2 дена ќе ги посетат и Свети Наум, Струга и Вевчани. Расте бројот на крводарители, но се намалува интересот кај младите. Црвениот крст проведува мотивацијски работилници за охрабрување на младите да бидат хумани и да спасуваат животи. Расте бројот на крводарители, но се намалува интересот кај младата популација. Црвениот крст Охрид денес ја спроведе крводарителската акција наменета за гимназијалците. Тоа е еден од начините за мотивирање на младите на хуманост и емпатија, а од друга страна и задоволување на потребите од крвни единици во општина Охрид. Дарувањето крв е потврда за човековата хуманост, можност да се спасат повеќе човечки животи. Оваа акција не е дел од годишниот план на крводарителски акции и во овој период организираме крводарителски акции со сите средни училишта во Охрид, како и акции кои што се наменети за вработени во институциите и за општа популација. Ги повикуваме сите хумани граѓани кои што сакаат да се приклучат на ваквите наши крводарителски акции, да се приклучат на нашето големо семејство на крводарители и затоа што ние понатаму ќе продолжиме да имаме вакви активности, бидејќи хуманоста треба да биде дел од нашето секојдневие. Од одделот за трансфузиологија при општата болница во Охрид велат задоволни се од интересот на охриѓани. Секој понеделник и четврток од 8 до 12 часот сите кои се чувствуваат здрави може да даруваат крв. Па можеме да ги повикаме сите луѓе кои што се здрави, кои што можат да даруваат крв, луѓе од 18 до 65 години, да дојдат и даруваат крв, затоа што потребите од крв се големи. Покрај вакви крводарителски акции, ние имаме и редовно дарување на крв секој понеделник и четврток. Секој што е заинтересиран може да дарува во службата, тогаш имаме исто така доста дарители. И имаме крв да ги задоволиме потребите, но секогаш е потребно уште да има. Во минатата година во Охрид регистрирани се 1580 крводарители. Последниве години се бележи пораст на бројот на хумани граѓани. Општина Охрид ги повикува сите граѓани и управувачи на станбени објекти да постапат согласно законските обврски и навремено да превземат мерки за чистење на оџаците, со цел зголемување на безбедноста и заштита на животната средина. Во просторите на општина Охрид се одржа состанок посветен на спроведувањето на законските обврски за редовно чистење на оџаците во индивидуални и колективни станбени објекти. На состанокот присуствуваа представници од Оделението за животна средина, Оделението за безбедност и здравје при работа, Инспекторатот при општина Охрид, како и представници на територијалната противпожарна единица и Дирекцијата за заштита и спасување. Поканети беа представници на агенциите кои управуваат со станбени згради и представници на местните и урбаните заедници.
Присутните разговараа за значењето на редовното чистење на оџаците како законска обврска, но и како клучна мерка за заштита на животната средина преку спречување на дополнително загадување на воздухот. Беше истакната и важноста на оваа активност како превентивна мерка за заштита од пожари, особено во зимскиот период кога ризикот од настанување на пожари поради неисчистени оџаци е значително зголемен. Општина Охрид ги повикува сите граѓани и управувачи на стамбени објекти да постапат согласно законските обврски и навремено да преземат мерки за чистење на оџаците со цел зголемување на безбедноста и заштитата на животната средина. Претрез во Охридско, пронајдена дрога, лишена од слобода едно лице. На 7 октомври 2025 година, во 17 часот во Охридското село Љубаништа, полициски службеници од криминалистичката полиција при СВР Охрид лишиле од слобода 68 годишно лице од Скопје. При претрез во објект во селото, кој го користел, извршен со судска наредба, пронајдени и одземени биле марихуана и засадени стебла од растението канабис. По целосно документирање на настанот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава, информира портпалорот на СВР Охрид Стефан Тимоски. Тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!